Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, мој соговорник денеска е Катерина Стојкова од Скопје. Го водам овој разговор со цел да ви покажам, почитувани гледачи, дека не само старите лица веруваат во Бога, туку и млади лица. Еве, Кате ќе ни каже нешто повеќе за себе, од каде е и што работи моментално. Добар ден, фала ви на поканата. Јас сум Катерина Стојкова, родена сум во Скопје, живеам во Скопје, член сум на Адвентистичката црква во Скопје. Работам во приватна фирма, поточно во ресторан за здрава храна, студирам биологија и некако се поклопија тие две работи, природна наука со здрава храна. И така, ако имам уште многу да учам, да им кажувам на луѓето колку значи да се храним здраво. Кате, бидејќи млада личност веруваш во Бога, ајде за нашите гледачи, за постарите и за помладите, кажи ни нешто. Како ти се реши во млади години да веруваш во Господ? Бидејќи во народот постои едно верување дека верата е за стари луѓе. Они кои се пред смрт, они кои нема што да работат, меѓутоа ти си млада, прогресивна личност. Кажи ни за младите гледачи како одлучи и како го запозна Бога. Бидејќи јас те познам како младо девојче, меѓутоа еве сега си возрастна девојка, си тргнала по тој Божји пат, па кажи на нашите гледачи неколку информации. Така. Јас уште од малечка верувам во Бога, потекнам од православно семејство, иако како да кажам, не верува толку ревносно во Бога, не се покажа тие дела на вера која што е опишана во Библијата, меѓутоа се спомнуваше Бога во нивните усти, во нивниот секојдневен живот и едноставно ги следев и старите македонски приказки каде што и таму едноставно се прикажува Бога како праведен и како добар татко кој што ги сака луѓето и кој што навистина праведно и просудува. И некако имав такво приемчиво срце да сум жедна да слушам повеќе за Бога. Дали свесно или несвесно не знам, имавме една кираџика која што исто така беше православка и ми кажуваше за Бога, ми читаше од Светото писмо на српски јазик. Дури едноставно се криев, скришум за да не бидам искарана од моите, сакајќи да слушам што повеќе има да ми каже за Бога. Незиното сознание ми кажуваше дека он е добар, дека е праведен, дека едноставно треба да бидеме послушни на Бога. И така растев, после тоа други луѓе запознавав, други деноминации запознавав и така Бог ме водеше низ различни деноминации и на крај ми покажа дека Адвентистичката црква е права црква затоа што тука имаме потполната светлина, каде што другите цркви ја немаат целосната светлина. Почнувајќи од мотивите на срцето, па се до нашето однесување, како функционира човечкото тело на психолошко, на биолошко ниво, буквално, а сето тоа можем и слободно, ако можем да кажем на нашите гледачи, дека списите на Елена Вајт се дадени од Бога и нема никаква измислица, истражувајте, читајте, споредувајте ги со Светото писмо, молете се и Духот Божи ќе ве води. Добро, Кате, кажи ми нешто повеќе за Библијата. И денеска ти продолжуваш да ја читаш Библијата, така? Да. Библијата за тебе што представува? Библијата за мене представува упатство за животот, жива реч која што го менува срцето. Баш сега се сетив на еден случај. Некој си човек сакал да истражува Библијата од радозналост со предрасуди, знаете, да докаже дека едноставно не постои Бог. Ајде сега ќе проучам Библијата и ќе ги наоѓам грешките во неја, меѓутоа што се случило. Така истражувајќи, како да кажам, несвесно и тој почнал да поверува во Богот кој што е опишан во Библијата и едноставно станал верник затоа што едноставно се сретнува со вистините, во судир со нив. Знаете,
Библијата ни е огледало за душата, огледало на нашето срце. Кога ние за прв пат ја зимаме во раце и ја проучуваме, нема да ни биде и такако многу угодно, затоа што ги открива нашите гревови и мотиви на срцата. Али ние ако сме искрени со себе и кон Бога, ние ќе продолжиме да проучуваме се со цел за ние да се промениме и да сакаме навистина да бидеме слични на Исуса. Како што кажав, таа за мене упатство на животот, таа е потсетник на Божите ветувања и историја што направил Бог во минатото. И кога ќе се навратам на мојата историја, имам 25 години, како Бог мене ме чувал од секакви собраќања несреќи, од секакви незгоди, можам да кажам дека искуството не се коси со Библијата, затоа што Бог е за сите луѓе еден ист и ги чува и ги пази. Таа е си за мене, таа е жива реч. Добро, може на нашите гледачи како посебно прашање да им упатиш еден апел, зошто треба да ја читат Библијата и да се молат како христијани? Дали може еден христијанин да навистина успешно живее и да се бори против проблемите без Библија, без молитва? Така. Било кој човек, значи не само христијаните, сите луѓе кои што сакаат навистина да го запознаат библискиот Бог и кои што сакаат да ги решат проблемите, тие не може да го направат без молитвата и проучување на Библијата. Меѓутоа, пред тоа да го направат, мора прво тие да го примат Исуса Христос, прво да го запознаат кој е Исус Христос. А за тоа ние сме тука. Значи да посведочиме за него и за да може тие да дојдат до Библијата. Пошто знаете, има многу луѓе кои што се со предрасуди, едноставно мислат дека тоа е измислена, едноставно некој интелектуалец кој што ја напишал Библијата, која што нема навистина допирни точки со Бога, меѓутоа кога навистина ќе почнат да проучуваат, ќе сватат дека да зошто јас ја препорачувам Библијата, едноставно затоа што ве прави подобри луѓе, значи се соочувате со самите себе и ве потсетува дека Бог го даде својот живот за вас преку Исуса Христа и дека тој многу ве сака и ви нуди спасение. Молитвата зошто е многу битна? Па вие комуницирате со Бога. Таа е единствено средство со кое што вие комуницирате со Бога. Без молитва, како што кажува осведочениот пророк Елена Вајт, дека таа е дишење на душата. Едноставно, молитвата е многу важна затоа што не само што комуницираме со Бога, туку и ние ги искажуваме нашите потреби, ги искажуваме нашите желби за да бидеме подобри и да им помогнеме на другите. Да. Почитувани гледачи, Кате спомна неколку пати, го спомни името Елена Вајт. За адвентистите, Елена Вајт е Божи пророк. Она е американка која живеела во 19. век, а умрела во 915 година, напишала многу списи врз основа како тумачење на Светото писмо. Така да сите вие кои сакате да набавите дел од списите на Елена Вајт, пишете ни во нашата редакција, ние ќе ви испратиме. Исто така може да ни пишете и да побарате Свето писмо Библија, бесплатно може да ви испорачиме на ваша домашна адреса. Кате, ти благодарам за разговорот и посакувам се најубаво, ти си млада девојка, Господ нека те благослови и нека те чува. Благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма со следнава рубрика. Боже мој, учи ме да се молам, да го живеам законот Твој. Место гордост Ти дај ми побожност, моето срце да биде Твој дом. Моето срце да биде Твој дом. Духот Твој
tvoj sveti neka je tuka, so mene sekogažda je toj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližni od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов «Како да се живее со болно срце». Замислете дека вашиот доктор што туку ви соопштил дека имате болно срце и сега сте помалку вознемирени, бидејќи не знаете каква ќе биде вашата иднина. Нормално е да бидете помалку загрижени кога ќе дознаете дека нешто не е во ред со вашето срце. Но тоа се уште не значи дека ќе умрете од срцев удар, во никој случај. Мнозина кои пателе од некакво заболување на срцето, успеале да доживеат длабока старост, а воопшто и да не дознаат дека со нивното срце не е нешто во ред. Постојат и полоши работи отколку да се живее со малку оштетено срце. Вистина е дека денес милиони луѓе умираат од срцеви болести и нивниот број денес сигурно е поголем отколку во било кој друг временски период од човечката историја. Но постои причина за тоа. Пред 50 години срцевите болести не се наоѓале на врвот од листата на опасни болести. Во тоа време на врвот се наоѓала туберкулозата, како најголем потенцијален убиец на човештвото. Воспаление на белите дробови, како и други посериозни инфекции, исто така биле причинители за смртта на голем број луѓе секоја година. Меѓутоа, денес не е така. Што е тоа што довело до ваква значајна промена? Зошто смртните случаеви срцеви болести се толку почести денес? Одговорот е едноставен, бидејќи повеќето тешки инфекции денес се под контрола.
дури и туберкулозата одговара на извонреден начин со нови облици на лечење и поради тоа повеќе луѓе живеат подолго и го доживуваат и временскиот период во кој срцевите болести можат да го наплатат својот данок. Сакам да го илустрирам она што сакам да го кажам. Во времето кога бев студент по медицина, добив задача својата пракса да ја извршам во една градска болница. Беше многу возбудливо да се видат толку многу лекари и сестри како работат помагајќи им на болните и како ги лечат. Но имаше и трагични моменти и во еден таков болнички центар како што беше овој. Најтажните призори во оваа позната болница се гледаа во големото оделение за болести на дишните органи. Кога и да дојдете на ова оделение, би догледале долга низа кревети и во секој од нив по еден пациент потпрен со јастоци како се бори за воздух, како никогаш да немаат доволно воздух. Тоа беше трагичен призор. Тогаш се случи чудо. Со години сме слушале за чудесното ново млеко. Имаше долго име кое веќе со години беше заборавено. Сулфаниламид. Од тогаш до денес сулфа лековите беа постојано усовршувани. Првите апчиња беа многу скапи и беа помалку делотворни од некои нови антибиотици кои се во широка примена денес. Но нивната употреба во ова оделение за белодробни болести навистина беше драматичен. Повеќето кревети се испразнија за само неколку седмици. Тие нови апчиња навистина беа чудотворни. На опасната бактерија пнеумококус конечно и дошол крајот. Пред пронаоѓањето на сулфаниламидот, скоро 1/3 болни од белодробни болести умирале. Сега сите имаат шанса да живеат. Од тогаш до денес се пронајдени многу нови и помокни антибиотици. Друг многу значаен фактор во спречување на сериозни инфективни болести сигурно бил подобрувањето на општествената средина, например, подобри санитарни решенија, подобри места за живење, подобри навики во исхраната. Резултат на сето тоа е дека милиони луѓе кои во минатото најверојатно би умреле од инфекции, денес се живи и здрави. Затоа што повеќето луѓе живеат подолго, тие сега се подложни на дегенеративни промени кои се развиваат во подоцнежниот период од животот. Ова вклучува болести на црниот дроб, бубрезите, нервниот систем и срцето. Овие болести обично настануваат поради здебелување на артериите. Било кој од спомнатите или некои други органи може да биде погоден од оваа појава, но најчесто е погодено срцето. Затоа срцевите болести најчесто не загрижуваат. Но уште повеќе не загрижуваат оние кои навистина имаат големи проблеми со срцето. Човечкото срце содржи големи резервни сили и енергија. Тоа може да поднесе огромни количества притисоци и болести, а да не престане да работи, под услов за него добро да се грижиме. Но срцето кое делумно е веќе оштетено, може пополека да се уништува со лоши животни навики и покрај постоењето на сите тие прекрасни лекови достапни денес. Ниту еден лек не може да се спореди со здравиот начин на живот. Ниту еден не е толку ефикасен за да го сочува здравието на срцето и на целото тело. Тоа посебно важи во оние случаи кога срцето е оштетено од некоја болест. Срцевите болести се јавуваат во неколку различни облици. Мал број бебиња се раѓаат со срцеви мани. Таквите случаи навистина се ретки. Кај децата и кај младите можат да настанат ревматични срцеви оболувања поради инфекции на носот и на грлото. Кај постарите луѓе, срцевите заболувања настануваат поради висок крвен притисок и поради здебелување на артериите. Диагностиката на срцевите заболувања не значи дека таа личност е осудена на сигурна смрт. Тоа е повеќе исклучок отколку правило. Милиони луѓе чии што срца се оштетени од некоја болест, се уште можат да ги извршуваат своите работи и да живеат среќно уште многу години. Тие можат да очекуваат добро закрепнување под услов да научиле како да се грижат за себе. Срцевите болести кај средновечните луѓе често се поврзани со високиот крвен притисок. Се уште не сме сигурни што е тоа што доведува до зголемување на крвниот притисок, но ако притисокот е зголемен подолго време, веднаш се приметуваат неговите смртоносни ефекти на срцето, на крвните садови и на целото тело. Поради високиот крвен притисок или поради нешто друго,
Досега се уште неоткриена причина ѕидовите на помалите крвни садови во многу делови од телото можат да се оштетат или здебелат. Оваа болест е позната под името артериосклероза или здебелување на артериите. Кога ќе се случи тоа, многу е тешко да се намали крвниот притисок и да се задржи на безбедно ниво. Тоа е затоа што ѕидовите на помалите крвни садови не се толку флексибилни и еластични какви што биле некогаш. Сега станале тврди. Здебелувањето на крвните садови го смалува дотокот на крвта до одредени органи. Телото одговара на тој начин што го подига крвниот притисок и го одржува висок, за да можат виталните центри во мозокот да бидат секогаш снабдени со крв. Овој додатен крвен притисок сега предизвикува трошење на крвните садови. Нивните ѕидови стануваат здебелени и неправилни и не се повеќе во состојба да пренесуваат нормални количества крв. Исто може да се случи и со цевките за водовод во вашиот дом. Замислете си дека цевките за вода станале делумно затнати поради рѓа. Овие цевки ќе пренесуваат само малку вода и протокот ќе биде поспор поради рѓата на цевката. На истиот начин и ѕидовите на крвните садови можат да станат оштетени. Тие повеќе не се толку мазни и еластични. Тоа понатаму го успорува протокот на крвта, а посебно во помалите крвни садови и може да дојде до формирање на опасни чепови. Ако крвните садови, кои ги снабдуваат ձидовите на срцето, станат здебелени и ако се стеснат, личноста може да чувствува остра болка во градите кога чекори брзо, кога работи напорно или кога е премногу оптеретена и загрижена. Вакви остри болки во градите се јавуваат и кога некој е под интензивна емотивна болка. Исто така, било каква неумереност и претерување може да доведе до вакви болки. Кога ќе се случи тоа обично значи дека оние мали зарегјани цевки во зидовите на срцето повеќе не се во состојба да пренесуваат нормално количество крв, за да може срцевиот мускул да биде снабден со потребната енергија. Треба да се прави разлика помеѓу овие остри болки и тапите долги прободувања во пределот на срцето, кои обично се јавуваат после некоја долга вест или некое подлабоко разочарување. Во такви случаи обично не станува збор за некакви срцеви проблеми, туку острите болки кои настануваат поради некој додатен напор се природен знак дека на човекот му треба одмор и опуштање. Овие болки веројатно настануваат поради присуството на одредени надразнувачки хемикалии и отпадни материи кои крвниот систем не бил во состојба да ги отфрли доволно брзо. Истиот ефект можете да го произведете и со завртување на тесна гумичка околу основата на вашиот прст. Можно е за момент да се спречи протокот на крвта низ вашиот прст, а како резултат на тоа, отпадните продукти нема да бидат отстранети толку брзо како што би требало. После извесно време, вашиот прст ќе добие сина боја и ќе ве боли така што ќе мора да го ослободите притискањето создадено со гумичката. На истиот начин, личноста која пати од болки во срцето ќе биде принудена да се одмори и да почека додека крвниот систем не ги отстрани сите надразнувачки супстанции. Можеби за тоа ќе требаат неколку секунди или неколку минути. Дори тогаш, личноста ќе може да ги продолжи своите вообичаени активности. Ова е природен знак дека таквата личност не би требало да претерува. Таа мора да го ослободи своето срце од притисокот со тоа што малку ќе се одмори. Ако се почитува оваа правило, обично нема причина за страв. Меѓутоа, тоа значи дека крвните садови повеќе не го пренесуваат сето вообичаено количество крв. Тие може би се оштетени од инфекција, поради лоша исхрана или поради лоши животни навики. Каква и да е причината, последицата секогаш е иста. Господин Вилијам Ослер точно ја опишува оваа состојба кога вели: човекот е стар онолку колку што се стари неговите артерии. Болката во срцето е обично природен знак кој не опоменува дека е време малку да успориме и да се опуштиме. Може би сте премногу загрижени или малку спиете, но тоа не значи дека треба да станете вознемирени или обесхрабрени. И понатаму можете добро да живеете иако сте свесни за ограничувањата, односно границите на своите сили. Например, може би не е препорачливо да трчате по автобус или воз.
Вашиот доктор ќе ве посоветува дали треба да се качувате по скали и колку часа дневно треба да работите. Тој веројатно ќе ви каже дека не треба да се брзате, ниту да дозволувате себе си да се налутите. Таквите ситуации обично додатно го оптеретуваат срцето. Можеби нема да можете да играте фудбал или тенис, можеби ќе се преселите во еднокатна куќа за да го одбегнете качувањето, можеби ќе мора да ги избегнувате брдата и скалите, но во секој случај, колку помалку се грижите за себе си и за својата иднина, ќе ви биде подобро. Исто така и вашата исхрана е многу важна. Ако имате повишен крвен притисок, ќе мора да го смалите количеството на сол кое секојдневно го внесувате. Би било добро да ги планирате вашите оброци и да не мешате премногу различни видови храна. Треба да се одбегнуваат сите оние работи кои предизвикуваат дуење, односно гасови во стомакот. Треба да се јаде редовно и никогаш премногу во текот на еден оброк. Ако се борите со прекумерна тежина, побарете од вашиот лекар совет во врска со разумна диета која можете да ја применувате се додека не дојдете до идеална тежина. Мудро е да се откажете и од пушењето, бидејќи тутунот во било каква форма им штети на луѓето со срцеви заболувања. Во секој случај, доверете се на грижата на добар и искусен лекар. Добро е да се одбегнува и секоја трка и брзање кое ја наметнува прекумерната работа. Чувајте се од настинки и грип, бидејќи и најмалото зголемување на температурата представува додатно оптеретување на срцето. Не заборавајте дека повеќето луѓе со срцеви заболувања успеваат да живеат нормален живот, но со малку поуспорено темпо. Затоа охрабрете се и главата горе. Бидете расположени и секогаш гледате на работите од нивната посветла страна. И покрај вашите проблеми, предете го вашиот живот во Божи раце и одлучете се да живеете во границите на своите срцеви можности. Ако успеете во тоа, имате навистина добри шанси да живеете среќен и задоволен живот. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти спијањето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител советник ти си, по твојот дух копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срца тако. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Силен и вечен си, Татко, верно не љубиш ти нас. Во слабост ни даваш ти сила,
večnost ne podigaš, kom večnost ne podigaš. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, i hraniš ti srca tako. Za tebe mladince, mladi sme za tebe. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, hraniš ti srca tako. Za tebe mladi se, mladi sme za tebe. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Гласна надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.